мојата колешка Сузе е подготвена за разговор со две прекрасни дами во нашето студио ова утро, кои ни доаѓаат од Аџбадем Систина, доктор Билјана Чурчич. Добро го изговори? Да. Како и да е, специјалист по микробиологија, и доктор Наташа Чучкова-Никчевска, специјалист по педиатрија. Зошто е важно, темата ќе биде Сузе, да се моделира микробиом уште од детската возраст? Ние имавме тема околу микробиомот и колку е сето тоа се уште енигматично, меѓутоа многу повеќе ќе дознаеме од вас. Добро утро од мене и добро ни дојдовте. Сузе, добро утро и до тебе. Добро утро, Слободанче, добро утро до гледачите и до нашите гостинки од Систина, кои што секој петок не едуцираат и секој петок не подсетуваат за тоа колку е важно самите да ги следиме знаците кои ни ги праќа нашето тело, ама и понешто е вака од сите битни работи до кои истражувачите во медицината доаѓаат, да поработиме малку и да се едуцираме. Зошто за микробиомот ние трети или четврт пат годинава отвараме тема, веќе прерасна во серијал. Нели, доктор Наташа ни доаѓавте на педиатриски теми, а доктор Билјана ни доаѓавте, се разбира, за се што е поврзано со микробиомот, па така да интересот и кај гледачите порасна, но и кај нас како предизвик на водителите кои што понешто и ние малку се едуцираме на темата микробиом, нашиот втор мозок, е важно да дознаеме и да најдеме одговори, бидејќи ние како човечки битија цел живот трагаме по одговори, нели? Да. Така. Цело време многу прашања, многу одговори од кои што некои се веќе одговорени, а некои допрва треба да се одговара. Ама интересно е тоа дека колку повеќе одговори ќе добиеш, толку повеќе прашања нови се отвараат и тоа е нешто never ending story. Па микробиомот јас би го споредила како аналогија со Вселена. Затоа и се вика еден универзум од микроорганизми, кој што дефинитивно докажано си го доби и својот назив суперорган, бидејќи се знае дека голем број на клучни функции во организмот кои што се врзани со одржување на здравје, се поврзани и се одвиваат токму во тој универзум. И сега, кога ќе ја пратите таа аналогија, како сите, например, знаеме дека постои Вселена, меѓутоа таа се уште останува и покрај тоа што многу научници работат на тоа да се открие, да се докажат многу процеси кои што се одвиваат во неа, истото е и со микровселената, наречена микробиом. Истражувањето во микробиомот се споредува и финансиски исто така како една вселенска програма, бидејќи многу работи кои што важат, кои што се врзани со антропологијата, значи врзани со човекот, со човековите клетки, малку поинаку функционираат кога ќе се концентрираме на микрочестички, на микропроцеси, на многу односи меѓу нив, на многу сигнали, на рамнотежа, балансирање, дисбаланс во микробиомот и така натаму и така натаму. Што знаеме? Знаеме дека микробиомот се добива со раѓањето, дека зависи од тоа каков е типот на раѓањето. Знаеме на кој начин можеме да влијаеме добро на микробиомот, дека освен тоа што зависи од тоа во каква средина живееме, дека еден од клучните фактори е начинот на исхрана. Знаеме дека имаме среќа бидејќи живееме во овие простори и нашата основа на храна е еден вид на медитеранска исхрана која што докажано е најздравата исхрана на планетата Земја, дека на некој начин имаме шанса доколку привилегија да влијаеме добро на нашиот микробиом и дека поради тоа сме привилегирани од многу болести од кои што, да речеме, страдаат други народи во други простори кои што немаат шанса да се хранат вака разновидно. И знаеме доколку применуваме многу работи за да влијаеме добро на микробиомот и си го чуваме микробиомот, дека дефинитивно ќе имаме шанса да си го одржуваме своето здравје на долги стази. Исто така знаеме дека микробиомот е одговорен за многу состојби, за многу болести. Минатиот петок имаше експерт од ендокринологија, нашата колешка која што е исто вклучена во здруженијето кое што го формиравме, мултидисциплинарно македонско здружение за хуман микробиом, кое што зборуваше за дијабетот и влијанието на микробиом врз дијабетот и обезноста, кое што е
многу голем проблем на модерното општество, особено во развиените земји. Значи, еден парадокс, додека едни се борат за храна и немаат, ние и покрај тоа што имаме се, некако премногу брзо посегдуваме по брза храна, по синтетички работи, по некои работи кои што можеме природно да ги внесеме, а сакаме на вештачки начин, као побрзо, подобро, помодерно. И така натаму. Сега, и покрај тоа што сме експерти, се извинувам, во нашата област, дефинитивно сме пионери и истражувачи во областа микробиом. Меѓутоа, она што би можеле да го дадеме како совет, како наше согледување, како она што го работиме кај нас во болницата, бидејќи цело време меѓусебно разговараме и соработуваме, би сакале да го споделиме денеска. И јас би... Токму заради тоа сте и во пар денеска, еден микробиолог, имам и еден педијатар, доктор Наташа. Колку е важно и дали можеме да го моделираме овој микробиом уште од првите денови, првите месеци од животот на новороденчето? Ние одбравме оваа тема да дискутираме, токму бидејќи можеме да влијаеме, тоа можеме позитивно да влијаеме. Се може да биде поинаку ако однапред сме запознаени со оваа тема. Водиме еден начин на живот и да речеме една хигиена на живење и на физичка активност. Веќе кажано е повеќе пати дека микробиомот зависи од многу фактори. Еден од важните фактори е начинот на порадување. Кога знаеме дека дечињата што се родени со царски рез имаат понеповолен микробиом, ние би можеле да влијаеме на тоа да се намали стапката на царскиот рез во Македонија. Царскиот рез некаде е застапен 25 до 35% во македонската популација, а нашата цел би било 8 до 10% од родилките да се само тие што имаат медицинска индикација да се породат со царски рез. Како се мора, тоа е единствено решение, да. Зошто е сега тоа битно? Еден од начините, потоа да речеме доењето да го промовираме, затоа што дечињата кои што се доени има сосема различен микробиом. Многу клучна година или возраст за формирањето на микробиомот е кога почнуваме дохрана. Значи, едно е кога се на млечна формула или мајчино млеко и потоа оној период од 6 месеци или понатаму воведување на дохрана, тогаш влијаеме интензивно на формирањето на составот на микробиомот. Се вели дека првите 1000 дена од животот се клучни за создавање на микробиомот. Тоа се прилика 3 години некаде. Тоа се прилика 3 години. Кога ќе завршат тие 3 години, секој од нас има еден отпечаток од прст од микробиомот, посебно од гастроинтестиналниот микробиом, кој што се вели па и дека е како органски систем, како што се белите дробови орган, така и гастроинтестиналниот систем со своите комуникации со централниот нервен систем и со сите други органи и системи представува всушност еден орган во нашиот организам. Во тие 1000 дена ние каков микробиом ќе створиме, генерално тој нема да се промени значајно во остатокот од живот. Имаме само 20% можност да го домоделираме понатаму во животот со одржување на здравите начини на исхрана, на вежбање, на неизложување на токсини и така натаму. Така да е многу значајно во овие 70-80% што ќе ни останат до крајот на животот исти како микробиолошки микробиом, како некој микроорганизам во нас, да влијаеме поволно. Така. Токму затоа сме во предност, значи да промовираме здрав начин на исхрана, да промовираме доење, да промовираме суплементација со пробиотици, симбиотици, постбиотици, да промовираме физичка активност, вагинално порадување каде што е нели тоа можно и сите модификации на живењето што знаеме дека поволно влијаат понатаму во животот. Вака слушајќи ве, навистина добивам желба и на оваа возраст да најдам некој брз начин како да се доквалификувам, ама во оваа насока, затоа што човек учи додека е жив, нели? Ама не верувам дека и на таков предизвик ќе се нафатам. Сепак јас сум малку во поуметнички насоки фокусирана. Вас само со задоволство ќе ве слушам и ќе отвараме теми во кои што навистина ќе им бидеме од корис на гледачите. Знаете ли што забележа доктор Билјана? Откако првиот пат минатата година некаде ова време, тука чинам дека и го формиравте здруженијето.
малце порано, баш на денот на микробиомот. Да. Затоа сме врзани со овие теми во но овој период од неколку пати ја годината. отвараме темата микробиом во текот на изминатава година. Забележав дека, а јас сум човек кој што многу сака да следи реклами, чисто да видам како колегите од тој сектор ги пакуваат и следат трендови како ги работат рекламите, дека многу почесто го спомнувам микробиомот кога се рекламираат одредени фармацевски производи. Никогаш порано претходно не сум го чула зборот микробиом, но сега веќе многумина го вметнуваат во рекламирање на одредени производи кои што се нови на пазарот. Има ли таква вистина дека со некакви суплементи ние можеме да го подобриме нашиот микробиом или пак кои природни препарати, кои артикли, која храна му е пријател на нашиот микробиом? Знаете како? Постојат сега веќе некои други стандарди кои што сами по себе се наметнуваат. Ние станавме свесни дека со брзиот начин на живење, базирано на докази, многу работи кои што ги земаме од страна имаат штетно влијание на микробиом. Најчесто кога го употребуваат тоа, значи дека производите кои што ги продаваат не му штетат на микробиомот, што е многу битна работа. Инаку антибиотикот е најголем непријател на нашиот микробиом. Еден од непријателите е, да, дефинитивно, меѓутоа постои друга страна на медаљата. Значи, ние сите имаме стабилен микробиом, меѓутоа кога во одредена ситуација ќе се појави одредена болест која што не е врзана со микробиомот, значи не се 100% од болестите и состојбите на човекот врзани со микробиомот, меѓутоа најголем дел од нив се, особено на кога е хроничен процес во организмот. Имаме шанса, имаме методи да го моделираме микробиомот. Да речеме, во денешно време во европски врвни центри за онкологија и хемотерапија, освен што се прави мечинг меѓу геномот на хуманата клетка со терапијата која што треба да се прима, веќе применуваат мечинг на микробиомот, бидејќи и терапијата која што се прима, бидејќи имало ситуации каде што одлично си одговарале терапиите со човековата клетка, меѓутоа терапијата потфрлала, бидејќи станува збор за многу скапи терапии кои што имаат многу несакани дејства, кои што меѓу другото веќе во одредена фаза која што е врзана со преживување на човекот се применува, тогаш на брзинка се направиле многу поинтензивни истражувања и тука постојат веќе протоколи каде што пред хемотерапијата, доколку не корелира средството кое што треба да се употреби за онколошка терапија со микробиомот, мораме да го моделираме микробиомот во организмот на човекот за терапијата да делува. Антибиотиците се првата линија која што се користи за моделирање, за да речеме бришење на микробиомот кој што е нашиот фингерпринт, и потоа се даваат други микроорганизми кои што знаеме дека ќе одговараат со терапијата која што се користи. Значи, постојат различни, дури фармацевски производи, пробиотици, пребиотици и дури трансплантација на микробиом. Значи, дури и дотаму. Осеќам јас дека ние ќе имаме уште многу продолженија на темава и убаво ќе беше во ова наше друштво денеска од Систина да вклучевме можеби еден гинеколог да имавме можност. Планиравме, ма за следен пат. Во плане. Си читаме мисли, значи веќе сме тим, нели? Веќе сме тим. Колку ги подготвувате? Вие сте педијатар, се разбира, и со трудниците не работат вашите колеги гинеколози, но колку е важно да се подготвува трудницата уште додека е нејзиното во нjeziната утроба, додека е бебето, дека навистина може многу нешта да се променат ако од прв ден на бременост ние знаеме што правиме и како делуваме на тоа идно дете. Јас можам да кажам за Систина, посебно и за доктор Корнелија, бидејќи и дел од мојата бременост уште на времето ја водеше, дека од тогаш нели советите беа да видиме како е тука, да нема некоја дисбиоза, да не има потреба нешто да вметнеме. Ги едуцираме многу, односно нашите гинеколози ги едуцираат и редовно ги следат. Им ги предочуваат предностите на
царскиот рез, односно спонтанното раѓање версус царскиот рез. Исто така, многу често им наваат и пренатално да пијат пробиотици самите мајки и да го сменат начинот на живот, начинот на исхрана, затоа што навистина првиот контакт со микробиомот е преку вагиналната флора на мајката, но никој од нас не се раѓа стерилен, така да и новите истражувања велат дека па може би и не е до толку стерилен и тој процес на самото новороденче, дека микробиомот дури и во мајчината утроба почнува да се формира. Така да имаме една одлична соработка. После тоа настапуваме ние педиатрите на самото раѓање, неонатолозите, педиатрите понатаму, да ги едуцираме како, односно да им кажеме на предностите што се може да направат за нивното детенце. И уште само многу накратко, како педиатар да ве прашам, јас имам родено 2 ќерки на растојание од 10 години. За првата ќерка кога се роди, педијатарот кој ја следеше ми препорача да се пие флуонатрил до не знам која возраст, детето да зема, додека за втората ќерка педијатарот кој тогаш не ја следеше ми рече никако флуонатрил. Се што внесува треба да внесува природно. Каков став имаат денеска педијатрите? Ние сме лекари, сите ние имаме понекогаш различен став, како што сите луѓе се различни. Знаете, како и ставовите се менуваат, како и доказите се менуваат со тек на времето. Сега веќе докажам, не сите ни е јасно дека всушност онаа изрека ние сме тоа што јадеме и со кого се дружиме, каков начин на живот имаме, е базирана на докази што сега го докажуваме. Се предпочита и витамините, минералите и флуорот да се земе преку нормален храна. Да, преку храна пат. Новите ставови, ја тоа што знам во однос на забарите, дека не даваат флуоронатрил, не ги залеваат веќе забите, така да тоа се некои флуктуирачки процеси што се менуваат, сега во моментов не препорачуваме. Да, благодарам многу за препораката, на двете ви благодарам за вашето гостување, ми беше задоволство и денеска да чујам информација плюс за микробиомот и верувам дека ќе имаме наскоро и следна дружба, малку може би поголем состав. Така. Благодарам. Слободанче, што е следно? Ти ќе се запишеш со мене на медицина? Зашто да не? Да. Еве јас, ако сакаат од режија да погледнеме, ќе се согласат може би и нашите гостинки, дали е ова тоа микробиомот во нашиот организам, ова што го гледаме во моментов, на некој начин. Тоа се цревни ресички. Да. За микробиом, но сепак ова е на германски јазик, она што јас имав можност со бактерии кои што она што имав можност да погледнам тука, станува збор, велат, многу влијае на имуниот систем. Многу влијае микробиомот за алергиите, исто така и за сето она што го носи новото време, што значи дека треба да го храниме онака основоположник е на имунолошкиот одговор. Да, сега тоа веќе имав се можност знае. колку толку да разберам од германски јазик, меѓутоа сватив дека многу е важен за имуниот систем. Многу ви благодарам и како што кажа Сузе, допрва ќе учиме за него и уште поспремни за наредната средба. Да, подготвени имавме и минатиот петок, како што кажавте, да, исто зборувавме за микробиомот.